Добро утро, се наоѓаме токму пред општината. Ние веќе на големо разговараме за многу теми, ќе се сконцентрираме што е темата на утринската програма. Дали општината направи акција како, впрочем, мислам дека и сите општини, проверка на објектите за буквално во делот на нивната, кога треба нели да биде пуштен објектот, треба да ги помине сите надзори. Какви се контролите? Имаш ли инспекции периодов? Да, жал ми е што ова го правиме после еден трагичен настан и практично и со ова правиме некоја кампања. Еве јавно да прашам кај се собркајните полицајци, ги гледате по улиците? Ја заборавивме кутрата Фросина. 15 дена, како беше по на српското, држи воде док мајстори оду. Сега имаме нова кампања, сега бидејќи се запалија овие дечења, сега оваа кампања и ќе чекаме за да ја средиме државата некој нов и лоши моменти ќе чекаме. Градоначалнику, кажете сите сме виновни. Да, сите сме виновни. Зошто ова го велам? Ова општина Карпош, што сега го прави, го направи 2022 година. Значи, апел до сите згради, до сите влезови и така натаму. Знаете тогаш колку ни се отповика? Само 10%. Сега одзивот е многу голем. Колку проценти? До сега 310 се има, од 1500 влезови, 310 веќе се отповикале. Уште 200 ни се. Во најава очекуваме комплетно сите да се отповикат. Од онаа контрола што сме направиле, само една зграда има комплетно се што треба, по ПС, и хидранска мрежа, и противпожарни апарати, и други заштити, и така натаму. Значи, ова не може да биде никаква кампања, ова е континуиран процес. Мојот апел до секој граѓанин на општина Карпош, а имаме негде 830 колективни стамбени згради, и во секој треба минимум да има еден противпожарен апарат дома. И тој да го сервисира заради негова безбедност. И втор апел мој, осигурајте ги становите и куќите. Не дај Боже, поголема хаварија на поголема зграда, кој ќе ви помогне? Ќе ви изгори станот, ќе останете без стан. А јавно сакам да кажам дека осигурување на двособен стан не е повеќе од 4-5 денари. Со све намештај и се целата покутнина. Затоа мораме сите да мислиме однапред, а не откако ќе ни се случат работите. Со училиштата и градинките? Со училиштата исто така направивме ние уште минатата година, пред 9 месеца извршивме сериозна контрола и што да ви кажам? Фирмата која што на тендер ги добивала работите, само ги заменувала картончињата. Нити ги проверувала, нити ги дополнувала противпожарните апарати, можете да замислите, и што констатиравме? Најдовме противпожарни апарати од 55-та година, од 60-та година, 70 која, а ние сме должни на секои 5 години да ги менуваме. И замислите, тоа никој не го сигнализира и тоа го сторивме. И валидноста треба барем за 1 година, ако нешто не е валидно, треба да се пријави и да се замени. На тендер спуштаат ниски цени и гледате какви злоупотреби, докаде оди човечката беда. Добро. Да ги ставиш во ризик децата, да не им го провериш противпожарниот апарат, кај ќе ти оди совеста и во случај на пожар да изгорат тие деца. Значи, ви го разбирам револтот, сите сме гневни, ожалостени. Да. Ќе ви кажам сега. Сега во оваа ситуација, кога сме сите противпожарни апарати се сменети и така натаму, доставени до едно училиште, одиме во училиштето, каде се апаратите, треба да се монтирани сега во магазин. Зашто ви се во магазин, па ќе ги чепкаат децата? Ние со едно училиште се бориме 2 месеца да ормарот го тргнат за да не ја блокира хидранската мрежа, и тоа сега во екот на оваа кампања што се случува. Значи неодговорноста е на секој чекор. Да, ве разбирам, апсолутно. Но затоа мора државата да настапи. Затоа мора да настапиме со поостри казни, затоа нема милост за оваа работа. И општината, нели? И општината, ама мора да имаме овластување за таа работа, затоа законот за домување стои веќе повеќе од 2 години у Министерството за транспорт и врски. Дајте да го донесеме тој закон за домување. Сега, сите оние кои што ќе бидат задолжени, влезови и згради, значи не може да носат, законот не предвидува да носат одлуки, па 57% сакаат некад така натаму, значи задолжувањето е извршно, да. И доколку не постапат според напастијата што ќе ги даде инспекторот за домување, тогаш следуваат казни. Тоа мора да знаат, така е според законот. И со угостителските објекти, да, контролирани се некаде 115 угостителски објекти, 60 се
исправни. Со ПП апарати и така натаму сите има. Тука немаме ни еден гостителски објект да нема противпожарен апарат. Во вториот дел околу тарасите 60 се имаат согласности за тарасите и таа урбана опрема, останатите 4, скоро 50, за жал има дел поднесено во градот Скопје, мал дел нема воопшто поднесени и тука се изречени опомени, изречени се веќе казни и ова акција ќе ја продолжиме и се контролирани правни лица. Во главном, готово да речем 100% правните лица, значи фирмите имаат и противпожарна заштита, имаат и хидранти, имаат и ова како се вика противпожарни апарати. Има многу теми тука, немаме многу време, се вклучивме знаете што? во... Морат изградите сами. Мора да се викнат стручњаци, да им ги проверат разводните табли. Една зграда која е 60-70 години, знаете ли колку пати е чепкано во разводната табла? Откаде што може Има и многу кражби. И тука треба да се промени закон. Затоа кажав, има многу теми, има многу кражби, само што се донесени луѓето ќе купат сега и хидрантска црева, ќе купат млазници, ќе купат се, меѓутоа... Значи има многу работа. Претходно кажавте дека навистина сите сме одговорни, меѓутоа секогаш очите се перени кон оние што се одговорни. Ние од општината Карпуш, кажувам ние, граѓаните од општина Карпуш секогаш перуваат очи кон општината, можеби и бараме некоја соработка и помош се со единствена цел да не се случува. Кажувам, 2022 го направивме ова, само 10%, 150 од 1500 се отповика, од 1500 влезови. Ви благодарам за вклучувањето во утринската програма.